градиме да трае. Градежништвото е клучен дел од економијата на нашата земја, со учество од 7% од активните деловни субјекти и вработувања. Членките на Сдруженијето за градежништво, градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија генерираат повеќе од 650 милиони евра годишен обрт и вработуваат повеќе од 11.000 лица. Овие бројки не само што ја потврдуваат релевантноста на Сдруженијето, туку и способноста на членките компании да влијаат врз креирањето на политиките кои обликуваат иднината на градежништвото. Градежништвото се соочува со голем број предизвици, вклучувајќи ги одливот на кадар и намалениот интерес на младите да го изберат градежништвото како идна професија. Овие проблеми бараат итно и заедничко дејствување во областите на регулативата, образованието и на деловниот амбиент. Обстанокот и напредокот на градежните компании зависат од вложувањата, конкурентската способност, како и од економските услови во кои функционираат компаниите. Во овој контекст, важно е да се нагласи дека за успех на нашите градежни компании не се потребни само финансиски средства, туку и соодветна развојна политика и правна рамка која ќе обезбеди услови за раст и за отварање нови работни места. Ова обединување на фелата ви честитам на присуството на еминентните луѓе од компаниите, на еминентните луѓе од институциите, со оглед на тоа дека јас лично до сега вакво обединување не сум видел, а верувам дека само со позитивна мисла и вакво обединување можеме се да решиме. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. За мене насловот на конференцијата Градежништвото на крстопат е дури и оптимистички, затоа што замислете да беше градежништвото на кружен тек. А се плашам дека моментално можеби се наоѓаме во еден кружен тек и само кружиме, повторувајќи ги истите грешки, никако да го најдеме излезот од тој кружен тек. Кога сте на крстопат, имате 50% на веројатност дека ќе го погодите вистинскиот пат. Вака, ако кружиме во место, и затоа се потребни вакви дебати и вакви иницијативи, за да отворено разговараме, затоа што сите ние имаме еден исти заеднички интерес. Да развиеме државата, да биде што подобро место за живење за сите нас, особено за младите кадри. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Уште еднаш ќе кажам нашата проценка, имаме подпишано капитални инвестиции, огромни инвестициски циклус имаме и тоа сме благодарни дека ете државата реши да инвестира во инфраструктурата и тоа е само правиот пат кон подобро градежништво. Но уште еднаш ќе напоменам дека нашата застапеност во нив е многу мала. 96% од тие проекти што се бројат над 2 милиарди евра ги добиваат странски компании, а само 4% домашни компании. Мораме да бидеме сите најасно дека развојот и растот на градежништвото зависи од тоа дали вие ги креирате додадените вредности или креирате додадена вредност за друг. Така да дали сте вие носител на јавна набавка или работите за некој, се многу диаметрално различни ставови. Не можеме да се помириме со тоа, нашите компании да не пробаме да ги вметнеме во нешто поголемо и нон-стоп да креираме додатна вредност на странски компании. Така да сите заеднички мислам дека за тоа сме согласни. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Држава без домашно градежништво не може да постои. Може би за градба на нови објекти и ќе повикаме странски фирми, ќе дојдат, ќе ги изградат, ќе се спакуваат и ќе си отидат. Што со одржувањето? Еден одрон да се случи, кого викаме? Не можеме да викнеме фирма од Турција, од Германија, од не знам каде. Ги викаме, се јавуваме на нашите компании, дојдете со механизација да расчистите. Од првата панел дискусија, градежништвото на крстопат, потенцирани се следните состојби. Раст на платите и на капиталните инвестиции. Од 2012 до 2022 година, просечната нето плата пораснала за 87,4%,
додека пак минималната плата пораснала за 123,6%. Капиталните инвестиции се зголемиле од 17,6 милиарди денари во 2014 година на 29,1 милиарда денари во 2023 година. И покрај растот на платите и на капиталните инвестиции, учеството и додадената вредност на градежништвото во БДП остануваат стагнирачки во последните 4 години. Структурата на македонските градежни компании. Од градежните компании, 98,7% се микро и мали, од 0 до 49 вработени. Големите компании со повеќе од 250 вработени сочинуваат само 0,14% од вкупниот број. И покрај малото учество во структурата, големите компании учествуваат со 18% од вкупниот промет на градежништвото за претходната година. Финансирање капитални проекти. Домашните градежни компании реализираат капитални проекти и на домашниот и на странскиот пазар. Сепак, 96% од средствата за капитални проекти од македонскиот буџет се одливаат кон странски компании, додека пак само 4% од македонскиот буџет останува кај домашните компании. Неискористен потенцијал на градежниот сектор. Градежниот сектор има значителен капацитет, што се согледува преку неговото учество од 7,1% во БДП за 2015 година и преку стапката на раст на додадената вредност од 33,8% во 2013 година. Неопходно е државата да се заложи за искористување на овој потенцијал. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Констатираните заклучоци и предлози ќе служат како насока за разговори и дебати со надлежните институции за подобрување на бизнис амбиентот во кој треба да делува индустријата. Домашните градежни компании треба да учествуваат во реализација на капитални инфраструктурни проекти за да се обезбеди опстанок и развој на македонското градежништво. Државата може да го постигне тоа преку пропишување соодветни критериуми за доделување договори според Законот за јавни набавки, земајќи ги предвид капацитетите и технологијата на домашните компании. Исто така, треба доследно да се применува обврската за ангажман на локални компании според Законот за утврдување јавен интерес и номинирање стратешки партнер за проекти на Коридорот 8 и на Коридорот 10. Како позитивен пример е искуството од Хрватска, каде што државата на домашните компании им доделува помали делници финансирани од домашни извори, а за поголемите проекти ги следи условите на странските донатори. Заклучок. Државата треба активно да го поддржува развојот на градежништвото. План за постапување. 1. Работна група со вклучување на владини представници и бизнис секторот за имплементација на проекти на Коридорот 8 и Коридорот 10. 2. Стратегија. Креирање на стратегија за развој на градежништвото. 3. Јавни консултации. Прибирање мислења и предлози од различни заинтересирани страни. 4. Комуникација. Подготовка на информативни материјали, брошури, видеа и кампањи за информирање на јавноста. 5. Договор за соработка. Упростување и кратење на постапките за решавање на проблемите при реализација на капитални проекти, така наречен црвен телефон за брзо решавање на предизвиците во директна комуникација. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Целта е да се создадат услови и да се овозможи раст на градежништвото, како стопанска гранка од витално значење за економијата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници
можат. Градиме да трае. Здруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите представува стручна форма на организирање и на работење во рамките на Стопанската комора, која ги представува интересите на деловните субјекти од дејностите градежништво, просторно планирање, урбанизам и проектирање, завршни работи во градежништвото, индустрија на градежни материјали и експлоатација и преработка на неметални суровини. Градежните предпријатија проектираат и градат разни видови објекти од нискоградбата, автопатишта, мостови и цивилни и воени аеродроми. Од високоградбата, стамбени, индустријски и јавни објекти и од хидроградбата, брани, тунели, системи за наводнување, системи за водоснабдување, системи за канализација со пречистителни станици и други. Градежните предпријатија покрај во нашата држава имаат високи референции за проектирање и за изведување градежни работи и во земјите на Блискиот Исток, Русија, Украина, Албанија, Бугарија, Германија, понатаму во Чешка, Србија, Црнагора, во Босна и Херцеговина и во други земји. Заложбите на Здруженијето се креирање подобро деловно обкружување во градежништвото, унапредување на правната рамка и подобрување на условите за зголемување на конкурентноста и развојот на градежните компании. Градежниот сектор верува дека само со заеднички дејствувања и насочени дејствија ќе се остварат развојни цели. Говори податокот што за прв пат фелата градежништво, која што од сите овие бројки кои што ги видовме не е за занемарување, туку ургентно е заставање во агендата на вистински партнер и на вистина да бидеме не само на хартија партнери, да повикуваме дека соработуваме, но немаме реализација, меѓутоа на вистина овој сектор може да го сврстиме во улога на носител на економскиот развој во следниот период. Меѓутоа комората, како што каже и претходниот модератор, колешката Даниела, последните неколку години се обидува да прави една заедничка стратегија за да ги инволвира сите политички чинители, без која и да е политичка партија на власт, се со цел да се постигне еден консензус, односно да изградиме стратегија која што еве по примерот на Полска, често милувам да го кажам тој пример, пред влегување во Европска Унија, сите политички чинители се договориле да направат 10 годишна стратегија со консензус прифатена од сите за инфраструктура. Тоа го реализираат и многу брзо, не за 10, за 5 години и многу набрзо после тоа влегуваат во Европска Унија и стануваат мета на странски инвестиции. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Дека е потребно заедно да делуваме, дека е потребна кохезија помеѓу стопанството, носителите на одлуките и образовниот систем, високото образование. Меѓутоа, јас не би рекла дека треба да заборавиме што се случувало порано во образованието, бидејќи заради она што се случуваше порано во образованието, сега ние функционираме во таква една во средина на нелојална конкуренција и отежнати услови. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Тука сакаме да испорачаме на вистина најголемата порака и од овој форум и утре после сите панели, дека нашите компании кои што се професионалци, кои што имаат знаење, кои што 30 на години имаат референции за изградба на големи инфраструктурни проекти не само во нашата земја, туку и во странство, треба да имаат носечка, а не споредна улога во значајните градежни зафати. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Само доколку оние истражувања кои што ги работиме во рамките на научните истражувања и проектите ги вклучиме во наставата, само доколку обезбедиме многу услови за истражување на нашите студенти, лаборатории, опремени лаборатории со опрема
каква што нели има и во бизнис секторот и во големите предпријатија и секако тогаш кога ќе овозможиме нашите студенти да бидат колку што е можно поприсутни во компаниите, односно да го развиваме процесот на дуално образование и во високото образование, само тогаш можам да кажам дека сме се справиле со она што значи барање од високото образование, она што треба да го даде високото образование за локалната заедница, а тоа значи да одговориме и на барањата на нашите студенти, да дадеме колку што е можно поквалитетни студиски програми, но и да одговориме на она што бизнис секторот од нас го бара, а тоа е да го надоместиме тој јаз, односно оној недостаток на кадри кој што нели во моментот е потребен. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната втора панел дискусија со наслов Улогата на градежништвото во економскиот развој на државата, констатирани се следните состојби. 1. Конкурентност и деловен амбиент. Конкурентноста на компаниите зависи од деловниот амбиент и од правната рамка во државата. 2. Дополнителни давачки и цени. Дополнителните давачки од државата, например за складирање битумен, ги зголемуваат производствените трошоци и ја намалуваат конкурентноста на регионалните пазари. 3. Доделување капитални проекти. Најголемите капитални проекти често се доделуваат преку директно преговарање со заобиколување на прописите за јавни набавки. Во тендерите каде што се применуваат прописите, во над 90% од случаите, доминира критериумот најниска цена. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. За подобрување на конкурентноста на компаниите, правната рамка и акцентот врз квалитетот пред цената се клучни. Ова може да се постигне со следните чекори. 1. Ревизија на критериумите за јавни набавки. Институционално решавање на проблемот со критериумот најниска цена и замена со критериумот економски најповолна понуда, кој овозможува баланс меѓу цената и квалитетот. 2. Истражување на парафискалните давачки. Спроведување анкета помеѓу членките на Сдруженијето за парафискалните давачки заради идентификување на неоснованите давачки кои ја зголемуваат цената на производите и ја намалуваат конкурентноста на странските пазари. Резултатите ќе се користат за иницијативата за укинување на неоснованите давачки и за ревидирање на регулативата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. Потребно е подобрување на системот за јавни набавки во градежништвото. План за постапување. Под 1. Реформа на законодавството. Промени во Законот за јавни набавки, фокусирани на економски најповолна понуда. Под број 2. Обучување. Организирање обуки за зголемување на капацитетите на институциите и бизнис секторот. Под број 3. Транспарентност. Мерки за подобрување на транспарентноста во јавните набавки. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Констатираните предлози и заклучоци ќе служат како насока за разговори и за дебати со надлежните институции за подобрување на бизнис амбиентот во кој треба да делува индустријата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Градежната индустрија кај нас, а и во светот, се смета за едно од најголемите двигатели на економијата и е сектор кој од година во година се развива и расте.
Важноста на примената на европските стандарди, еврокодови, во градежништвото е од големо значење, заради обезбедување квалитет, безбедност, сигурност и конкуренција на објектите. Еврокодовите представуваат група европски стандарди за инженерски конструкции, проектирање згради, мостови, кули, силоси и други дејности врзани со градежништвото. Еврокодовите воспоставуваат принципи, правила и барања за безбедност, сервисирање и издржливост на конструкциите, сите предвидливи оптеретувања и нивните дејства на конструкциите, како земјотрес, ветер, снег, пожар и така натаму. Еврокодовите се наменети да се користат заедно од Н 1990 до Н 1999 за структурно проектирање на згради и градежни работи со сите видови конструкции, вклучително бетонски, челични, алуминиумски, дрвени и ѕидани конструкции. Вградувањето на европските прописи за проектирање градежни конструкции, еврокодови, во правилникот за стандардите и за нормативите за проектирање е чекор поблизу до европскиот градежен пазар. Примената на еврокодовите ќе го подигне нивото на квалитет на проектирањето, иницирајќи поголема конкурентност на компаниите и поголема додадена вредност на градежништвото. Еврокодовите во моментов немаат задолжителна примена и се користат паралелно со постојните стандарди до септември 2025 година. Првичниот рок беше до септември 2023 година, но беше одложен поради неподготвеноста на фелата и на инженерскиот кадар. Секоја промена бара дополнителна едукација. Особено е важно темелно да се пристапи кон едукација на дипломираните инженери и архитекти, како и на идните професионалци. Начинот и формата на едукацијата се од приоритетна важност, бидејќи задолжителната примена на еврокодовите треба да започне од 1 септември 2025 година. Еврокодови е сет на 59 стандарди, кои што ги даваат правилата и принципите за проектирање на бетонски, челични, ѕидани, алуминиумски, спрегнати дрвени конструкции. Исто така ги даваат геотехничките пресметувања и пресметувањето на сеизмичката отпорност на конструкциите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Со денешниот развој на науката, 30 години непроменети стандарди е ужасно долг период. Конкретно ме прашавте за земјотресното инженерство. Дисциплината земјотресно инженерство оформирана како наука е пократко од 1 век. Така што да зборувате за стандарди кои што се 40 години стари, тоа е како да зборувате за другите стандарди од 18 век. Развојот на науката е толку голем да ние мораме да го следиме. А зошто не го правевме тоа? Прво, Македонија е мала земја која што самостојно да вложува во истражување и сама да развива стандарди е неразумно. Цела Европска Унија се обединува и ги обединува своите напори во согласувањето на тие нови сознанија од науката во стандардите. И нашата земја, како дел од Југословенската федерација и подоцна, прифати дека ние ќе ги прифатиме тие стандарди. И потоа да дозволиме 20 години да ги одложуваме нивната примена е неумесно. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Вториот чекор што понатака беше превземен од страна на комората, само иницијативно повторно, организирање на еден голем пакет на едукативни сесии во кои што беа вклучени сите инженери од областа градежништво во насока на едуцирање, информирање што се случува на европско ниво и што значи, која е важноста на што побрзо преоѓање во начинот и превземање на европските стандарди во начинот на размислување, проектирање и работа во струката. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Која е потребата од еврокодовите? Потребата е во насока на поквалитетни конструкции,
по оптимални конструкции, избегнување на одредени проблеми кои што можат да се јават, така да ние треба час поскоро да направиме се што е можно да ги усвоиме еврокодовите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Ние се соочуваме со проблемот на конкуренција. Именно со примената на овие стандарди Законот за градежни производи и сообразност, во зависност од класата на производот, издаваме соодветни документи. Прашање. Дали со изјавата за сообразност на производ е завршена постапката на контрола или негдека во некои од актите се бара и дополнителна проверка. Имено се соочуваме со различни надзори, односно различни инвеститори, покрај издавање на овој документ или документ од сертификационо тело, надзорот да бара дополнителни лабораторијски и други испитувања. Тоа ми е првото прашање. Со подпрашање кои мерки и дејства треба да бидат превземени за засилување на контролата на производителите, односно на конкуренцијата. А второто прашање, бидејќи еврокодовите, реков, ние идеме нов квалитет, нови вредности, а квалитетот се плаќа, дали имаме сознанија примената на еврокодовите, поготово ке делот на високоградба, на стамбената изградба, за колку проценти ќе предизвика поскапување на крајниот производ. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и панел дискусијата со наслов Еврокодови, европски стандарди за конкурентно и квалитетно градежништво, беа потенцирани следните состојби и заклучоци. Еврокодови. Еврокодовите се состојат од 58 европски стандарди и од 57 национални анекси за проектирање градежни конструкции. Квалитет и пазарен пристап. Примената на еврокодовите ќе го зголеми квалитетот на проектирањето и ќе овозможи поголема конкурентност за домашните компании на европскиот и на домашниот пазар. Едукација на инженери. Еврокодовите треба да станат дел од континуираниот едукативен процес за дипломираните инженери, бидејќи се тие веќе интегрирани во образовниот процес за тековните студенти. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. План за постапување. Подброј 1. Едукација. Програми и тренинзи за инженери и архитекти. Подброј 2. Образование. Вклучување на еврокодовите во образовниот систем. И подброј 3. Правилници. Промени во правилниците за проектирање. Заклучок. Примената на еврокодовите ќе го подобри квалитетот на градежните конструкции. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид започна во февруари 2014 година со првичен рок за завршување во 2018 година и предвиден буџет од 374 милиони евра. Сепак, поради бројни проблеми, како што се лоша проектна документација, непредвидени геотехнички потешкотии и нецелосна експроприација на земјиштето, проектот се соочи со повеќекратни одложувања и зголемување на трошоците, достигнувајќи сума од околу 600 милиони евра. Во март 2024 година, владата го продолжи рокот за завршување на автопатот до 31 декември 2026 година, поради проблеми со експроприација на земјиштето, како и појавата на 13 нови свлечишта на трасата. Во ноември 2024 година, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски изјави дека можеби ќе бидат потребни дополнителни средства за завршување на автопатот, поради променети европски стандарди и потребата за прилагодување на проектот. Тој исто така најави дека се планира делницата од Врбјани до Песочани во должина од 11,5 километри да биде пуштена во употреба
пред почетокот на летото 2025 година. Во февруари 2025 година, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски изјави дека покрај тековните работи на автопатот Кичево-Охрид ќе се гради и патот од Букојчани до Кичево, со цел целосно автопатско поврзување од Скопје до Охрид и Струга. Истовремено, министерот Николовски најави дека очекува пред почетокот на летото да бидат пуштени во употреба 40 километри од автопатот Кичево-Охрид. И покрај овие напори, автопатот Кичево-Охрид останува еден од најдолгорочните и најскапите инфраструктурни проекти во историјата на Северна Македонија, со повеќекратни одложувања и зголемувања на трошоците. Денешната емисија од панел дискусијата од првата конференција за патна инфраструктура сведочи за искуствата на дел од учесниците во проектот и предизвиците со кои се соочиле за време на реализацијата на овој капитален проект. Кои се искуствата, а кои се научените лекции? Следете не. Кичево-Охрид не е обичен проект. Кичево-Охрид не можете да го споредите со Штип Радовиш. Кичево-Охрид е најкомплексниот проект што во изминатите повеќе децении се работел кај нас. Има повеќе аспекти или фактори зашто би го прогласиле како таков. Ова 10 годишно мачење наше и работа, иако јас сум уклучен само од 2018, да ви кажам, значи претходниот период не бев вклучен, се должи на два аспекта, значи причините се двократни. Првите се техничките причини што се директно поврзани со квалитетот на проектната документација, што веќе имплицитно беше и од колегата Дарко споменато, меѓутоа и неефикасните административни постапки и одлуки кои што земаат многу време. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Тоа не е случајно така. Тоа е така бидејќи се добро избалансирани и се димензионирани на начин правилно да се распоредат ризиците помеѓу договорните страни и ако се случи некој настан кој што тие ризици ќе ги дисбалансира, постојат механизми кои што можат да го вратат првично договорениот баланс на ризик. Овие услови на овој проект најкарактеристично е тоа што одговорноста за проектирањето е одговорност и ризик на инвеститорот. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Тоа со претходниот проект, оној што го наследивте, не беше предвидено? Не беше предвидено воопшто. Значи беше предвидена само основната траса. А сите клучки, сите девијации и сега сите пристапни патишта што треба да бидат сервис за локалното население, значи се проектира многу и има нова финансиска конструкција. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Денеска, најверојатно, сите ние овдека, а најверојатно и другите генерации што доаѓаат по нас, очекуваат од нас да изградиме автопатишта за кои што ќе бидат соодветни на модерната автомобилска индустрија. Ние не можеме да димензионираме нешто што било претходно со минимум радиус, со минимум дебелина, со минимум елементи, а да очекуваме дека следните генерации, кога ќе го пуштиме и автопатот Кичево-Охрид и било кој следен автопат, дека ќе бидат благодарни на тоа што ние претходно сме го изградиле. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Последното го оставив за крај, не случајно. Претходни и подготвителни работи. Колку се прават, извршуваат претходните и подготвителните работи? Што спаѓа во нив? Спомена колегите експроприација. Така, значи пред да се излезе со градба, мора да имате процес на претход. Не, ние веднаш го рипаме тој чекор, веднаш идеме во реализација, пошто немаме време. Што правиме? Основна грешка. Овие работи ќе не уназадат дупло, мислам тоа веќе го збореше
повторно надзорот ќе ну назада дупло и временски и финансиски, затоа што не ги правиме тогаш кога треба да се направи. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Бидејќи беше спомнал проектантот, а јадниот нема кој да го брани овде, Кичево подвис пресека тие 22 километри од вкупно 57 километри акумулираат, Бранко ќе ме поправи, 72 или 76% од сите пари на проектот. Зошто? Зашто трасата е висока, поставена е горе на таа морфологија, на таа литологија, од проста причина, според водостопанската основа на Македонија, донесена 1974 година, предвидена е акумулација подвис на река Треска. Електростопанство ги има ограничено условот за поставеност на трасата и од тие причини проектантот се качил многу високо, пошто излега овие состојби. Со цел да се подобрат процесите на планирање и реализација на инфраструктурните проекти, како и за да се зголеми нивната ефективност и одржливост, особено значајно е да се обрне внимание на следните насоки, посочени од панелистите и стручната јавност. Под 1. Оптимизација на проектната документација. Потребно е подобрување и дополнителни геотехнички истражувања пред почетокот на изградбата, како и ревизија на проектите за да се обезбеди точност и изводливост. Под 2. Инвестирање во човечки капитал. Препорачано е обезбедување на обука и развој на кадри во градежниот сектор во соработка со образовните институции, за да се подобрат вештините и знаењата на работниците. Под 3. Унапредување на јавната администрација. Секторот градежништво има потреба од ефикасна и навремена администрација, особено во врска со експроприација и решавање на имотно-правни односи, за да се избегнат задоцнувања во проектите. 4. Идентификување и решавање на проблеми со трети страни. Учеството на сите релевантни страни во проектот е клучно. Кабинетите на министерствата, на јавното предпријатие и локалните власти треба да соработуваат за да ги решат проблемите со експроприација и дислокација на објекти. 5. Воведување на современи методи и стандарди. Проектите треба да се базираат на актуелни стандарди и технологија за изградба, за да се зголеми квалитетот и безбедноста на инфраструктурата. 6. Зголемување на капацитетите на компаниите. Компаниите треба да инвестираат во нови технологии и да ги зголемат своите капацитети, за да можат да одговорат на потребите за поголеми и посложени проекти. 7. Комуникација со локалните заедници. Потребно е заекнување на комуникацијата со локалните заедници, за да се учествува и решаваат нивните барања и загрижености во текот на изградбата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната четврта панел дискусија со наслов Искуства во инвестирањето во инфраструктурата, констатирани се следните состојби. Искуствата и научените лекции од изведбата на автопатот Охрид-Кичево, најкомплексниот инфраструктурен проект во земјава, вклучуваат несоодветна проектна документација, која се разликува од теренските состојби, препроектирања поради недостатоци во текот на изведбата, тешки геолошки услови кои бараат обемни геотехнички ископувања за стабилност, правни бариери, нерешена експроприација и административни процедури, предвремен почеток на изведбата без темелна анализа. Овој проект, иако етикетиран како црна дамка, е придобивка за македонското градежништво, бидејќи инспирираше донесување закони за отстранување на административните и на правните бариери. Овие закони овозможуваат побрзи и поефикасни градежни процедури за идните капитални проекти од стратешко значење. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок.
Државниот интерес мора да се стави пред партискиот. Заеднички треба да ги согледаме последиците од досегашното работење и точно да ја лоцираме одговорноста за застојот и забавното администрирање на комплексните инфраструктурни проекти, имајќи ги предвид договорните услови и важечката законска рамка. Државата мора да води сметка за значењето на овие проекти за домашното градежништво, за нивниот мултиплицирачки ефект врз економијата и за последиците врз граѓаните и врз стопанството. Домашните компании досега го понесоа товарот од проблемите, па е неопходно тие да работат под исти услови како и странските компании, според усвоениот пакет закони за побрза и поефикасна реализација на проектите. План за постапување. 1. Евалуација. Анализа на досегашните инфраструктурни проекти и предлог за подобрување. 2. Работна група. Анализа и усогласување на државниот интерес со инвестициските одлуки. И подброј 3. Јавна свест. Кампањи за зголемување на јавната свесност за значајноста на инфраструктурните проекти. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Денес, повеќе од кога и да е, се соочуваме со предизвици кои бараат од нас не само да реагираме, туку и долгорочно да планираме. Многу е важно да ја гледаме големата слика и да ја градиме иднината на градежништвото. Во развојот на одржливото градежништво, сите ние имаме значајна улога. Македонските градежници знаат и можат да изградат инфраструктурни објекти кои ќе останат трајни вредности за идните генерации. Се гледаме наскоро во Охрид. Бехтел и Енка се две големи градежни компании со меѓународно реноме, кои работат заеднички на инфраструктурни проекти широм светот. Бехтел е американска компанија со седиште во САД, основана во 1898 година. Специјализирана е за големи градежни и инженерски проекти, како што се автопати, железници, енергетски постројки и индустријски објекти. Енка е турска градежна компанија со глобално присуство, основана во 1957 година. Има долгогодишно искуство во изградба на автопати, мостови, енергетски објекти и големи инфраструктурни проекти. Бехтел и Енка работат на изградбата на дел од коридорите 8 и 10D во Македонија, кои се дел од големите инфраструктурни проекти што треба да ја подобрат поврзаноста во земјата и регионот. Овој проект е еден од најголемите инвестициски проекти во македонската инфраструктура во последните години. Кои се очекувањата од ангажирање на Бехтел и Енка? Забрзана изградба на автопатите. Договорот предвидува брзо и ефикасно завршување на делниците со користење на најнови технологии и методологии во градежништвото. Подобрување на инфраструктурната мрежа. Очекувано е автопатите да го улеснат транспортот, да ја зголемат безбедноста и да ја подобрат економската поврзаност со соседните земји. Создавање нови работни места. Ангажманот на локални работници и компании може да придонесе за економски раст и развој на градежниот сектор. Финансиски и правни предизвици. Договорот со Бехтел и Енка предизвика јавни дискусии околу транспарентноста, цената на проектот и начините на негово финансирање. Мислењата на македонските градежни компании за соработка со конзорциумот Бехтел и Енка се поделени. Додека некои македонски градежни компании ја гледаат соработката со Бехтел и Енка како можност за развој и учество во значајни проекти, други градежни компании изразуваат загриженост за потенцијалните негативни последици врз домашната економија и работната сила. Македонските градежни компании предупредуваат дека околу 2 милиарди евра од домашниот буџет ќе се одлеат кон странски компании, со што ќе се загрози опстанокот на домашниот градежен сектор.
Македонските градежни компании го истакнуваат и проблемот со недостиг на квалификувана работна сила во градежништвото. Здруженијето за градежништво наведува дека во изминатите 5 години бројот на вработени во овој сектор се намалил за повеќе од 12.000 работници, што представува предизвик за реализација на овие проекти. Македонската влада во март 2023 година го склучи договорот со Бехтел и Енка преку директни преговори, без класичен тендерски процес, со што оневозможи македонска компанија или конзорциум од македонски компании да биде главен проектант и главен изведувач на проектот. Официјалните причини склучување на договор со директни преговори за тоа беа забрзување на изградбата на инфраструктурата. Владата тврдеше дека со тендерската постапка би се изгубиле повеќе години во бирократски процедури, жалби и потенцијални судски постапки. Со директниот договор наводно се избегнувале одложувања и проектот би почнал побрзо. Властите тврдеа дека Македонија нема доволно капацитет да спроведе самостојно ваков голем проект. Примерот на соседните држави. Слични договори без тендер беа склучени и во Србија и во Албанија, и истото се користеше како аргумент од македонската влада. И во овие земји Бехтел и Енка ги доби договорите на сличен начин. Специјален закон за Бехтел и Енка. За да се овозможи ваков договор, владата усвои посебен закон кој ги прилагоди процедурите според потребите на проектот. Ова предизвика критики дека се прави закон по мерка на една компанија. Контроверзии и критики. Иако владата тврдеше дека овој договор е најдобрата опција за државата, многу експерти и опозицијата го критикуваа со следните аргументи. Недостапност. Договорот беше потпишан без објавување на сите детали, а трошоците останаа нејасни за јавноста. Висока цена. Според критичарите, проектот би можел да биде поскап во споредба со тендерски модел. Губење на можност за домашни компании. Без тендер, локалните градежни фирми немаа можност да конкурираат за главниот договор. Кога се потпишуваше договорот, тогашната опозиција сметаше дека договорот е сомнителен и штетен за државата и домашните компании. Денешната власт ги презема обврските од договорот и се надева на успешност во реализацијата. Стариот концепт во принцип има две опции. Тоа е имплементација на инфраструктура по договор кој е заснуван на договорните услови на црвениот фидик и договор за изградба на инфраструктура, линиска инфраструктура, тоа значи патишта и железници, кој е заснуван на концепт на жолтиот фидик. Која е основната разлика? Основната разлика е дека досегашниот концепт кој кај нас најмногу се применувал е многу поблизок до оној концепт кој се применувал и во социјалистичките времиња од поставувањето на државата и подоцна. Тоа е кај нас многу поблизок до меѓународните договори, оној црвениот фидик. Тоа значи дека ризикот за проектирање е кај инвеститорот. Односно, инвеститорот го превзема ризикот за подготовка на проектната документација и најмува изведувач кој треба по тој проект да го изведи договор. Design process, we first need to study on the alignment and fix the alignment in sections. Then also together with that we get the urban plan approval. Then we have initial design packages to be studied. Then design review, which is technical control, kicks in. Then the construction can start and progress can start. And the next phases can continue. Then the next design stages following locations can continue to progress, so it can go parallelly. This system also avoids delays which might happen due to small adjustments and further studies of design details, because this allows those to be solved during design process is ongoing while the construction is also ongoing. Во договорните услови со
Со Бехтел Ленка за прв пат, како проектанти, нашиот договор содржи многу два интересни детали. Еден дел е класичниот момент клаузула за обезбедување гаранции за исполнување на договорните обврски во поглед на квалитет и рокови. Меѓутоа, има една многу важна поента во договорот. Се бара осигурување од штета проектантска, која е значителна, која бара сигурност, знаење и храброст да се влезе во еден таков договор и што е најбитното од се, таа одговорност за штета не е за моментална штета, него за идна штета со одреден рок на важност. Значи, не само додека го предадеме проектот, него одговорноста за штета ќе важи се до завршувањето на градбата на проектот. Тоа е една интересна работа за која вреди да се размисли, да се вгради во сериозните инфраструктурни проекти. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната петта панел дискусија со наслов Нов концепт за ефикасно градежништво, констатирани се следните состојби. Стратешкиот проект на владата на Република Северна Македонија, исклучениот договор со странскиот извидувач Бехтел Ленка и реализирање на автопатските делници за разлика од претходните проекти реализација на автопатски делници, се реализира и работи според црвен фидик, што возможува поефикасна реализација. Со овој договор и примената на црвениот фидик ќе се проектира и ќе се изведува истовремено. Во овој проект треба да се почитува законот и во услови на странски инвеститор да се поддржи домашната градежна оператива со најмалку 51% вклученост во проектирањето и во изведувањето. Ова ќе обезбеди континуитет во работата и ќе им даде соодветни референции за конкурирање на македонските градежни компании на странските пазари, зголемувајќи конкурентноста на македонските компании. Заклучок. Новиот концепт за градење треба да се применува на сите инфраструктурни проекти. Измените на Законот на градење и на другите закони кои ги обременуваат изведувачите при работа на инфраструктурни проекти се поздравени од бизнис заедницата. Ова покажува дека државата ги следи предизвиците со кои се соочуваат домашните градежни компании, особено при реализација на автопатот Кичево-Охрид, најголемиот капитален проект во последните 10 години. Новиот метод за реализација на коридорот 8 и 10D треба да биде пример за идни капитални објекти, со олеснувањата, како на пример намалување на времето за експроприација, одобрение за градба и за проектирање, со што ќе се овозможи побрз и поквалитетен процес за домашните градежни компании во иднина. Домашните градежни компании мора да бидат дел од реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти, а со тоа ќе се овозможи опстанок, а истовремено и за развој на македонското градежништво. План за постапување. Под 1. Примена. Имплементација на новите закони за градење. И под 2. Промоција. Кампањи за промоција на новиот концепт за ефикасно градење. Градежништвото не е само изградба на објекти, туку изградба на нашата иднина, вели Френк Гери, еден од најпознатите архитекти на денешното време. Оваа мудрост не инспирира во нашите напори да промовираме иновации, квалитет и одржливост од сите аспекти на дејноста. Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите, со гордост ја представува својата мисија за унапредување на градежната индустрија во државата. Како клучен столб на економскиот развој, градежништвото представува основа за создавање модерна и ефикасна инфраструктура која ја обликува иднината. Преку соработката со владините институции, приватниот сектор, академската фил и експертите,
Здруженијето за градежништво работи на подобрување на законодавството, зголемување на капацитетите и на примена на најдобрите пракси. Иницијативите и активностите на Здруженијето за градежништво, индустријата на градежни материјали и неметалите имаат цел да овозможат подобри услови за работа, поддршка на инвестициите и унапредување на образованието во секторот. Освен што градежништвото игра клучна улога во формирањето на физичката инфраструктура, тоа има и значаен ефект врз економскиот раст и развој. Инвестирањето во градежништвото генерира значаен број работни места, стимулирајќи го на тој начин пазарот на трудот и потрошувачката. Исто така, секој проект на градежништвото создава потреба за различни производи и услуги кои директно или индиректно придонесуваат за развој на другите сектори во економијата. Организирањето на конференции како ова не само што ги обединува професионалците во областа на градежништвото, туку и промовира знаење, размена на идеи и иновации. Во таа насока, наша желба е оваа конференција да прерасне во традиција, каде заеднички ќе се креира и подобрува градежниот сектор во иднина. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Законот за градење е основен правен акт во Република Северна Македонија, кој ги регулира сите аспекти на градежните активности. Овој закон ги дефинира условите и процедурите за проектирање, изградба, реконструкција и одржување на градбите, како и правата и обврските на сите учесници во градежниот процес. Основни одредби. Градење опфаќа изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нови објекти, доградба, надградба, реконструкција и адаптација на постојни објекти. Градба се однесува на се што е изградено и поврзано со земјиштето, представувајќи физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации и опрема. Учесници во изградбата, инвеститор, правно или физичко лице кое се стекнало со правото на градење, согласно со законот и во чие име се гради објектот. Проектант, лице или фирма одговорна за изработка на проектната документација. Изведувач, лице или компанија која ги изведува градежните работи. Надзорен инженер, лице кое врши стручен надзор над изградбата, обезбедувајќи усогласеност со проектната документација и стандардите за квалитет. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Основни барања за градбите. Механичка отпорност и стабилност. Градбата треба да биде проектирана и изведена така што ќе обезбеди безбедност и стабилност во текот на целиот нејзин век на траење. Сеизмичка заштита. Објектите мора да бидат проектирани и изградени во согласност со сеизмичките стандарди, земајќи ги предвид сеизмичките карактеристики на подрачјето. Процедура за добивање одобрение за градење. Изработка на проектна документација. Проектот мора да биде изработен од овластен проектант и да ги содржи сите потребни технички детали. Поднесување барање. Инвеститорот поднесува барање за одобрение за градење до надлежниот орган, при што ја приложува целата потребна документација. Ревизија и одобрување. Надлежниот орган ја проверува документацијата и доколку е во согласност со законот, издава одобрение за градење. Новиот закон за градење е легислатива со која се уредени сите процеси и сите учесници во процесот на градењето и одржувањето на градбите и употребата на градбите. Со овој нов закон за градење, го нагласувам, мора да овозможиме заеднички на исклучиво стручен начин, да се
преусмерат тековите во насока на развој на нашата држава. Најголемиот предизвик во изработувањето на еден волку сложен, сеопфатен закон кој што го уредува наш матичен закон, кој што ја уредува целата суштинска материја на градењето, градежништвото, учесниците во градењето, и е практично во неговата огромност и во големиот диверзитет на струки, технички струки, органи, учесници, директни, посредни, директни, многу аспекти. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Законот имаше амбиција да ја опфати целата инфраструктура, не само транспортната. Значи, кога се работи за транспортната инфраструктура, се потенцира за транспортната инфраструктура и се кажува за неа. Меѓутоа, во инфраструктурни објекти има и други и во законот истите со овие членови обидот беше направен да истите влезат во тие членови и другата инфраструктура. Како комора сметаме дека странските инженери, така е како случај во останатите земји, барем во регионот, имаат право да работат само како проектанти и изведувачи, а не како ревиденти и надзори. Доколку тоа согласно законодавство е дадено можност, тоа многу ќе ги подобри состојбите во насока на заштита на нашата струка. Во претходниот текст на законот, во тие 43 измени се изгуби една одредба во која што стоеше странска фирма кога регистрира представништво во нашата држава мора да има барем еден вработен нашин инженер со овластување од областа која што таа фирма бара лиценца. Во некоја временска рамка таа одредба испари, бараме повторно да се врати, повторно во насока на заштита на нашите градежни компании. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Официализацијата на ценовниците, значи тоа е еден позитивен момент за целата градежна струка. Со тоа се дава можност за валоризација на инженерскиот труд. Ние веќе имаме искуство со имплементација на ценовници и тарифници од областите геодезија, урбанизам. Сега се воведе ценовникот за високоградба. Имам информација дека и за нискоградбата веќе се изработува. Она што е тука важно за нас да се напомене е дека ние на нашите координации во Сдруженијето за градежништво редовно дискутираме за проблеми кои чувствуваме дека имаме потенцијал да ги наметнеме или да влијаеме со нив во подобрување на процесите на имплементација на овие ценовници. Зашто? Бидејќи ние како правни лица сме оние кои учествуваме во законите за јавни набавки и директно се содружуваме со критериумите врз база на кои овие ценовници се употребуваат во целиот тој законски процес. Многу е важно за нас во целиот овој процес да учествува и Бирото за јавни набавки. Од Министерството веќе имаме слухи, имавме неколку координации, меѓутоа сметаме дека во координација со Бирото за јавни набавки значително можеме да придонесеме за подобрување имплементација. Ова е нов процес, треба да се поддржи како позитивен, меѓутоа треба да се работи уште на имплементацијата на истиот, посебно од правно-формален аспект. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Кога видовме дека од член 43 до 52 никаде во тие членови веќе не се споменува сообраќајната струка, верувам дека е добра некоја намера, дека е техничка грешка, меѓутоа почувствувавме загрозеност. Овде станува збор и ќе забележите без друго дека ова предизвикува голема вознемиреност. Значи, бришењето на овластувањата за членовите на условно речено малите оделенија има два фантастично негативни аспекти. Значи, зборуваме за член 43, како што уважајната професорка каже.
Иако строгата семантика на членот нема да не упати дека се бришат овластувањата, тие ќе згаснат. Ќе згаснат овластувањата кога имаме формулација не мора. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Овој коментар ќе го добиете писмено од градежниот факултет, од комората, од друштвата, што се Друштво за геотехника, Друштво за геодезија и така натаму. Истиот коментар, сите го читаме исто, освен вие го читате различно. Можда сме ние погрешно, меѓутоа повелете објаснете ни. Да симплифицирам. Не се бришат струките, не велиме дека се бришат струките. За тие струки, одредени струки, не се предвидени овластувања. Каков може да биде импактот со тоа што ќе ги избришеме овластувања, а пазете, сме ги имале до сега и функционирале и ги бараме истите. Зашто на законодавачот, изготвувачот, професоре Грчев, да, сослушајте ме бе молам, зашто почувствувавте потреба дека во оваа верзија, пред 3 години беа присутни, во оваа верзија да ги снема? Стравот е следен, пазите, ние работиме во високообразовни институции, дека без такви овластувања нема да се препознае значењето на струката и нема да имаме веќе никој што ќе се запише на градежен факултет или на геодезија. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Укажувате на еден член. Дали толку негативниот, значи катастрофалниот, како се вика, оценка за последиците од овој закон се однесува и на другите членови на законот или на само на тој еден. Ако е само на тој еден, ќе го поправиме да не правиме драма од тоа. Не кажавте ништо за огромноста на новиот проект на законот, на новиот текст. Значи, дали таа жестока и масовно поддржана критика се однесува на еден член? Ќе бидат сите и крај. Ако сакате, ако е тоа катастрофално што е дадено како предлог, а е прифатливо и одржливо да бидат сите да мораат да имат овластување, ќе го направиме така како што сакате. И тоа е корекција во еден член, нема проблем. Ви честитам и на Министерството и на професорот на обемната ваша анализа по однос на Законот за градба. Има премногу дискусија за истиот, не можеме да детализираме сега тука членови, затоа што евидентно ќе имаме различни мислења по одредени членови, па кога ќе се донесе законот, сигурно некој и нема да биде задоволен, но битно е да, кога ќе го донесеме законот, добиеме малце во развојот на градежништвото. Значи, уште еднаш ќе ви кажам, нашите констатации од како здружение ќе ви бидат доставени. Единствено што сакам да порачам е да се што побрзо стави законот во правна рамка, затоа што по наше мислење дека доколку се стави во вистинска правна рамка и дека ќе има некои одредени промени, и ќе кажам дека овој труд што е вложен во законот на 300 страни, нема сигурно да го фрлиме, нема сигурно да го подцениме, ќе го пофалиме и ќе се потрудиме да заеднички го направиме како што треба. Законот за градење – нова градежна визија. На градежните компании на фелата им е потребен нов закон за градење, кој ќе помогне да се надминат досегашните проблеми и негативни искуства. Овој закон треба да биде изготвен со учество на засегнатите чинители, за да не биде предмет на чести измени и дополнувања како сегашниот, кој од донесувањето е менуван во просек 2 пати годишно. Се поздравуваат заложбите на ресорното министерство за подготовка на нов закон за градење, но предложениот текст треба да се доработи, особено во делот на струките. Потребно е да им се даде значење на сите субјекти кои учествуваат во изградбата, да се води сметка за геотехничките и за геолошките истражувања и да се преиспитаат условите за издавање, овластувања и лиценци.
Предложениот текст на законот најпрвин треба да се стави во правна рамка и да биде концепиран во правни норми, хипотеза, диспозиција и санкција. Низ целиот текст треба да се користи прецизна и јасна правна терминологија и текстот да се усогласи со важечките закони за градење, за да се обезбеди хармонизираност на правниот систем и паралелна примена на законите, бидејќи овој закон не може да обстои изолирано. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. Предложениот закон за градење треба да биде предмет на широка јавна расправа и за добивање одобрение за градба и за проектирање. Законот треба да важи како за странските, така и за домашните компании, за да се постигне брзина и квалитет истовремено. Имајќи ги во предвид реакциите и забелешките, предлог законот за градење мора да биде предмет на широка јавна расправа за да се дебатираат новините во предложеното законско решение од стручен и од правен аспект. Потребно е да се формира работна група со активна вклученост на бизнис секторот, која ќе работи на усогласување на ставовите во согласност со забелешките од засегнатите страни. Предложениот текст на законот треба да биде ставен во правна рамка и концепиран со јасни правни норми и со прецизна правна терминологија, но и да биде усогласен со важечките закони за градење, за да се обезбеди хармонизираност на правниот систем и паралелна примена на законите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. План за постапување. 1. Јавна расправа. Организација на јавни консултации во изработка на законот. 2. Работна група. Формирање на група од правни лица и представници од сите области на градежништвото за анализа на предлозите. 3. Усогласување. Процес на усогласување и внесување промени во предложениот закон.